Ги нарековме ангели, ги расширивме нашите раце за да ги прегрнеме, ги отворивме нашите срца и ги засакавме искрено. Зборуваме за дечињата со посебни потреби. Гостивар има една хумана приказна која што е врзана со еден човек што направи да се надминат многу бариери и да се надминат многу предрасуди кога се децата со посебни потреби во прашање. Се работи за Шпенди Салија, председател на Сдруженијето Заедно можеме, кое е формирано пред околу 3 години и е многу активно од тогаш до денес. Ако треба со еден збор, со неколку збора да се опише овој човек, тогаш би рекле дека е неуморен борец за правата и за доброто на децата со посебни потреби. Токму затоа сметавме дека е сосема корисно и убаво да го имаме во нашата емисија Приказни од Гостивар. Разговараме со Шпенди Салија. Шпенди, добре ни дојде во емисијата. Добре, Би сакале најпрвин да те прашаме како дојде до идејата да се формира Сдруженијето и да бидеш активен на ова поле. Идејата почнува од самото моето семејство, зашто сум родител на едно дете што ми е парализирано. И на почеток, пред да го сватиме тоа дека, да го прифатиме тоа дека тоа дете е такво, ние се боревме скоро 8 месеци по болници и кога више го прифативме тоа дека детето е тоа. И јас сум вработен во Центар за социјална работа. И после неколку време кога се вадев јас на работа, гледав дека од ниједна страна немаше интерес за овие децава. Буквално ја го гледав као родител, као дете што го имам, никој не се интересираше за ова категорија на децава. И тука тоа беше почетокот на за нафилата на ова здружение и без да мислам дека ако ја ќе отворам некое здружение треба некоја финансиска помош или секаква друга помош, тоа јас на почеток кога го отворив као здружение, не ги знаев како функционира здружение. Јас бев во канцеларијата тука во социјално и влегов во интернет и видов тие документи што се потребни за да се отвори едно здружение, тоа статутот, акт за основање, што бени тие основните работи што се. И од тогаш, зашто секогаш една работа, што викаме, има берчет кога е со чиста намера. И го отворив здружението и почнав да се интересирам за оваа категорија на децава, зашто пред тоа може сме ги виделе ваке по пат, али не сум знаел многу за овие децава. И почнав да се интересирам кои се овие децава, што можеме да правиме нешто за овие децава, што да ги радуваме. Зашто овие децава беа забораени од општеството, овие децава беа затворени по своите куќи и што ми е што сум радосен, што многу мина од тие децава од тоа домашната изолација, сум се потрудил да ги радувам, да бидат среќни. И после кога го отворив и се интересирав по страниците на интернет, да видиме што можеме ние да правиме за овие децава. И ми се јавил од Medicus Help и ми рекоа за некоја работилница за деца за родители на деца со церебрална парализа. И тоа ми беше многу добра идеја. Тоа беше првата активност беше тоа, и тоа го одржавме во сала на советот во општина Гостивар. Што беше целта? Што беше во тој проект оно што најсуштинското? Во тој проект, во тој настан беше целта што да ги обучиме родителите како да ги употребат тие ортопедските помагала
као некоја обука, ако има некој родител, некој дете со церебрална парализа, како да им прави вежби, како се кушат тие ортопедските помагала. Тоа беше најбитното и беше доктор професор Јулијана Модинова. Така да, Јулијана Модинова, доктор во Козле беше таа. И од тогаш видов дека родителите имаат потреба за такви настани, има потреба за да се организираат нешто. И после тоа во соработка со едно здружение од Струмица направивме едно штафетка на еднаквоста, што беше меѓу првите настани ни проекти. Тоа беше многу убав настан кој што привлече многу внимание во јавноста. Да се потсетиме и да објасниме што се содржеше тој настан, кој се учествуваше и како се одвиваше. Тој настан беше идејата од Маргарита Милошевска. Бевме во еден семинар као родители на деца во Струмица и таа председателката што таа здружението Вера од Струмица, ние бевме во соработка со тие, а проектот тоа беше од таа здружение. И ни го дадат као дозвола ние да го правиме во Гостивар. И во тој проект учествуваа децава со посебни, нормално, зашто ние сме за тие, што ги нарекавте ангели, да, тие се вистински ангели. И беа ни од основните школи, карате, клубовите, од сега не се сеќавам убаво. Имаше од политичката сцена, имаше скоро сите тие што се од гостиварската околина, као господин Тала Џафери, Абен Травари, Медат Куртовски од општина Маврово Суше, имаше и други познати личности. И тоа беше еден вид да се социализираме сите, да бидеме сите еднакви. И баш во тој настан бевме сите еднакви. И почетокот беше, мислам дека кај Бриони тргнавме. Тоа стартот и финишот беше во плоштадот во општина. Реакциите на дечињата кога ние ги гледаме при тие проекти се навистина емотивни, тие се радосни, среќни што можат да излезат од дома, да се дружат, затоа што имаат многу чисто срце, сакаат дружба, сакаат насмевки и весела атмосфера. Какви се реакциите на околината? Затоа што реално живееме во свет кој што е полн со предрасуди пред се. Што може во тој поглед да се направи, со какви се проблеми во таа насока се соочувате? Верувате дека на почетокот, кога се го формиравме во здружение, малце ги рачунал овие децава као, сега не сакам ја да го кажам тоа, као други деца и поинакви децава и децава. Тие се децава од Господ. Никој не е крив, не е виновен за тие. И тие имаат потреба за дружење, и тие имаат потреба за еден пријател. И што е целта тука? Зашто ние као родители, други, нешто сме за посебни потреби, ние сме, другите се виновни, зашто ги учат своите деца, им викат, немој да се дружите со тие деца, зашто тие се вакви такви. Тоа е најголема грешка што може да го правиме ние. Еве, ја имам и други девојчиња. И секогаш кога сме имале настани, сум ги земал и тие. Не поради да шетат, само да ги рачунат као сите други деца. И да ја почувствуваат атмосферата, дека тоа не е нешто што не може да се најде во овој свет и што не може да биде топло и блиско и да пружи убави чувства. Дружба е дружба. Дружба, да. И тие децава сакат дружба, најглавно е што кај тие децава, тие сакат повеќе внимание и љубов. Тоа е све што може да се прави. И ние сме се бориле секогаш да покажаме внимание и љубов кон тие децава. Мислам дека вие сме следиле секогаш и го гледате тоа, љубовта што има децава, тие децава према мене. Верувате дека кога имаме настани,
тие децава не ги познаваат своите родители. Од толку што се поврзани со нас. Ние као здружение, да, здружение тоа е официјално со статут као субјект, а ние сме семејство. Тоа е само здружение, само што према државата ни се рачуна као здружение. Да, за да може формално да Формално функционира. да функционира зашто сме субјект. Да, се чувствувате како едно ние големо. сме едно семејство. Големо семејство. Не сме здружение, пример, че имаме некој настан или викни ги. Ние се дружиме и ван тие настани или проекти што имаме. Ние сме ностоп во контакт. Да, Верувате секојдневно дека многу деца се дружите од и тие сте во децава пред да легнуваат да спијат, верувате дека ме барати со видеокал, само да ме гледат дека им не достигам на тие, ме барат на телефон со видеокал да ме гледат, па тогаш да заспијат. Така е. Шпенди, велиш дека ние се трудиме да се бориме, меѓутоа од аспект на новинар кој што ги следи тековите и состојбите и вашите активности во Гостивар, можам слободно да кажам дека успевате во таа борба, затоа што направивте милион активности кои што ги доближија тие дечиња до останатите, не само деца и до возрастните. Ајде да се потсетиме на еден настан кој што го направивте на градскиот плоштад, беше многу специфичен и интересен и вклучуваше полиција, брза помош, противпожарна, да се потсетиме на тој настан, да ни кажеш како тече. Тоа случајно пиевме кафе со господин Агим Мустафај и тој го видел во некоја скандинавските земји негде дека таков нешто се случил. Не знам дали со децава со посебни потреби, дали со другите со децава. И беше многу убава идеја. И многу ми се допада као идеја на почеток. И верувате дека во секоја врата кај што сме тропнале, ние секогаш било отворено. Али тоа да кажам не од почеток. Не од почеток. Добро, ќе се навратиме и на тоа. И одедов јас прво во полиција, мислам дека, да го барам дозвола од началникот од полиција, Гази, мислам дека беше Газби. И тој прифатил да го правиме и на крај правивме да меморандум за соработка за тоја активност и во прва помош Јамин Синани и во противпожарните единица. И вклучиме да меморандум за соработка и ние пред тоа, зашто секогаш активностите и проектите ние го објавуваме. Пред време дека ќе се случи тоа. Како најава, да. Како најава. Али тоа не беше за најава. Зашто сакавме повеќе луѓе да видат нешто интересно, што се случува, зашто имаше да се изненадат, зашто имаше кола од полиција. Прва помош, противпожарна. И кога гледат луѓето не личеше на вежба некоја. Не, и плюс со свирки. И кога гледат луѓето нешто големо се случи, некој голем проблем, че има полиција, прва помош и пожарна нешто. И кога дозна отпуст дека им правиме чефки, се деца со посебни потреби се во тие коли. И тоа беше стварно нешто. И пред да се качуваат по тие коли овие децава, ние прво ги запознаевме со службите на тие, пример со полицајци, со што работат, кој е дека и тие се луѓе. Да. Полицајци да човек. страф. Тие се за нашата заштита. И првата помош се тие што за нас се тука. И првата ова противпожарната. Прво ги запознаевме со тие возилата, што се тие, што прават тие за нас. И после сите трчале, ја ќе се нам на ова кола. Да, приемот беше фантастичен. Много. Ајде сега да поразговараме во оној дел колку луѓето го прифаќаат и сакаат да помогнат и да поддржат здружение, активности, мисијата на здруженијето, затоа што спомена дека на почетокот било потешко, сега чинам вратите се подотвараат повеќе. Вака, на почеток ми беше тешко да собирам и средства за да организирам некој настан, за да им правиме некој ќеф на овие децава. Верувам дека сум имал и некоја овреđа, буквално. Можда сум станал и питач на почеток, да питам негде пари, па да организирам нешто. И
тука не дека луѓето, што викам за почеток, целта е луѓето да добива доверба. Доверба се добива само со искреноста. Зашто многу малку сум имал јас проекти финансирани од европска или од други фондови, повеќе се од спонзорства, така? Повеќе од спонзорство. И на почеток ми беше многу тешко да луѓе да добиваат некоја доверба кај некое здружение. И верувате дека сега на последно време, баш за пандемијата, се навратиме малце поназад, кога не фатил ова пандемијата COVID-19. Да, кога имаше карантини и полициски час. Ја во здружението, во сметката на здружението имав некои средства за тие што имаше потреба. И тоа као идеја да се ми беше зашто еден родител од едно дете, што овие децава се поосетливи на секој грип, секој вирус. Да, спаѓаат во ризична категорија. Ризична категорија. И еден родител од едно дете ми се јави на телефон. Ја го немав као идеја тоа. Што беше Ја го немав као идеја. И ми се јави на телефон, ми рече: Шпенди, дали може да ни се донесеш малце брашно? Зашто тогаш кога фатил пандемијата и маркети све беа празни со брашно, со зејтин. Да, и за да се купи се чекаше. Се чекаше и плюс со такво дете не може да се излага да се купи тие основните работи што се за јадење. И ми се јави на телефон, ми рече: Шпенди, дали може да ни обезбедиш барем малце брашно, зашто моментално немаме ништо што да јадеме. И тога ми дојде као идеја зашто треба да се помага оваа категорија баш на времето на пандемијата. И ја дигав као иницијатива за да се помага сите овие семејства и после ги барав сите на телефонски повик, дека да не излагат никој од куќа, што ја ќе им обезбедам храна, апчиња, све што има потреба, све ќе бидам за тие, ќе бидам онлайн и тоа бев. Да, секојдневно беше на терен и во контакт со тие семејства. До 2 полноќ, 3 сум бил полноќ. Каде се и надвор од Гостивар, не само во Гостивар, на колку се семејства им се помогна во тој период? Дали граѓаните, фирмите покажаа хуманост во однос на дадената поддршка? Со какви проблеми се соочуваат тогаш тие семејства? Тие повеќе се соочуваат со хлебот, збориме реално со јадењето. И кога почнав као иницијативата да го правам, да им помагам со пакетчиња, мислам дека 2-3 дена од после ја имав над 200 пакетчиња. Толку брзо што се организиравме, што се мобилизирал градот, луѓето што се слободно може да кажам најхуман град од Гостивар, верувам дека не постои во Македонија. И на тој период кога беше на почеток на пандемијата, зашто уште сме сега, верувам дека сум имал 30.000 евра за еден многу краток период. И после фатил и нашиот празник Рамазан Бајрам, цел месец што беше. И на тој период ја делив за 35 семејства, 110 души беани. Делив секоја вечер 30 дена. Ја почнав првите денови. Ја реков че еден ден ќе носам, еден не. Да, меѓутоа тоа зеде толкови големи размери што мораше постојано. Постојано. Ја мислев дека ќе еден ден ќе носам, еден не, зашто толку ја видов колку можда носам јадење. И кога ја почнав првата вечер да делам, да не ве лажам, зашто првата вечер однесав, вториот не. Така ја малце реков да ќе комбинирам еден ден не, еден ден да, вториот ден не, третиот ден да, и после. Верувате дека на 6-тиот ден од Рамазанот мене ми беше резервирано до крај на месецот. Дека ќе се јавеше некој, ќе ми викаше: Шпенди, кога ти е слободен денот, ја да го
платам тоа што, зашто и секој ден имаше различни јадење, да не биде секој ден исто, имаше различни јадење. 30 дена бев активен, ниеден ден не закаснев, без разлика дека беше празникот од исламската вероисповед. База тоа ифтарите ја делив и на три семејства православна вероисповед. И тоа и тие донаторите што ме финансираа никогаш не ми викаше кај носиш, што правиш. Да не се прави разлика или никогаш не сме направиле, поделба. ние као верувате дека единствено здружение што ние не делиме никогаш као партиска база, по национална база, по верска, во нашето здружение има од различни верски, национални и политички, зашто најмалку што се зборува во нашето здружение е тоа политички и верски. Тоа никогаш не сме почнале као да зборуваме за тоа, зашто не било дозволено тоа да го правиме. Ве спојува она што е најсуштинско за човекот, а тоа е хуманоста. Тоа се докажува и преку самото име на здружението. Заедно можеме, символично, заедно, сите заедно. Тука поделби се разбира дека нема. И тоа го докажавте во текот на своето работење. Изолацијата беше многу тежок период за сите, но особено ги погоди семејствата и дечињата со посебни потреби. Во еден разговор претходно ни имаш кажано дека кога одиме да ги посетиме, не гледаат во рацете што им носиме, туку не гледаат во очите и во нашите насмевки. Затоа што реално не се излезени од дома. Какво е тоа чувство и што се сте доживеале тогаш? Кога ние почнавме да делиме пакетчиња и во едно семејство однесов и после неколку дена ми се јавил на телефон, рече Шпенди, би те замолил, тоа што е за нас немој, зашто ние немаме потреба, зашто не сме до тоа. А ние некогаш не сме ги делеле членовите, децава со посебни потреби и нивните семејства. И ми рече Шпенди, немој да донесеш јадење кај нас, зашто малце имаме тоа што е за нас, однесе негде друго место кај што имат потреба. Кога добро, че има родител, мене ми вика, сега ја не можам да терам со сила да носам. И помина неколку дена, 2-3 дена, не знам колку, и ми дојде во канцеларија тука кај што работам во социјално, рече Шпенди, ќе ти кажам нешто, реков, кажете, рече, ќе дојдете пак кај нас, зашто девојчето моје се навикна да те види, зашто и пандемија не може да те излезе, барам да те гледа, барам едно мало чоколадче ќе донесеш, само да не мисли таа дека си го заборавела. Да. И ја им реков, од тогаш реков, ја што ќе носам. Више, со тебе нема што ќе зборам, ти ќе правиш амин. Зашто јас сум за ти, без разлика, зашто и децава, сите другите деца не знаат колку има родителот, колку пари има таткото, родителот. Апсолутно, да. Ме разбирате? Зашто детето не знае дали е богаташ, дали е милионер, дали е сиромашен родителот. Тој се радува. Секој дете се радува. Ние сме биле дете. Така. Ние сме биле, кога некој ти дава некој чоколада, се радува. Ти не си знаел колку дали вредноста на тоа. Да, дали родителите дали имаат или немат. Тоа ти си се радувал. И ја им реков тогаш на тој родител. Више од сега натаму ја ќе носам секој ден и верувате дека секој ден не чекаше на време, секој дете излагаше пред куќите, знаеле точно времето кога ние ќе им однесеме јадење или тие пакетчињата, не чекал пред вратава. Зашто првите денови ги барав на телефон, слагате зашто носиме јадење, ова тоа. Да, Да, и се знаат. навикнале и се сакале. навикнале, више знаат и точно времето кога ние требаше да бидеме пред куќа, излагат сите децава и не чекал. Еднаш кога деливме пакетчиња, ние као здружение имаме тие маскотите. И малце да биде малце поинтересно, зашто Маскоти од цртаните филмови, да, ликови. од Мики Маус и Hello Kitty, мислам дека го кои што имаме. се познати за Да, деца. тие и мислев дека ај малце да ги радуваме тие децава. Зашто ностоп носиш тоа добро, тоа е добро зашто беше Да, ама и малку забавно. малце забавно да биде. И кога носевме тие пакетчиња со тие двајца
луѓе ги облечело тие маскотите и кога не вида, дојде овој. И после во една куќа кога одидовме, тој што го имаше маскотата стајна во глава и тој малце го извадил. И едно дете вика, човек е овој. Тоа до толку што беше искреноста што беше. И кога влезе на почеток Дебар во карантин. И ми беше малце жал, зашто многу за брзо време се влезе во карантин. Да. А реално сме близко, релативно близко сме до Дебар. Близко. Да. И зашто имав и многу познати родители што се од таму и некој од тие ми пиша за пренахранени производи и бев еден господин ми го дал локалот свој за време на пандемијата као магазин да го држам. За да се чуваат донациите таму, да, тоа тука, што кој се набавува. сакаше, донесеше тука. И бев јас надвор од магазинот и ми текнал за Дебар. Баш не знам како, го заведев телефонот и гледав нешто, некој се бунеле за јадење во Дебар. И во тој момент ја го барав на телефон кризниот штаб во Дебар. Однесов за 50 семејства во Дебар. Помогнавте и таму? И таму, Скопје помагавме, Тетово и гостивар, мислам дека на 300, само гостивар на 300 пакетчиња и плюс секој ден по 110 обруци што се за овие семејства. Имате навистина хумана мисија и не само во однос на материјалната помош што ја пружате во храна, во облека, во се она што им е потребно на семејствата, меѓутоа и она што го кажуваме како многу битно социјализацијата, дружењето, ширењето на позитивна енергија. Последниот ваш настан беше многу специфичен, не направен на овие простори, една тивка филантропска аукција на дела создавани токму од децата со посебни потреби во соработка со уметници, нели, фотографи од гостивар. За што се работеше, да ни кажеш? Ова беше спонтано од почеток, зашто господинот Бурхан Амети, Тој е нашиот уметник. Да. И пред да одиме ни Албанија, зашто ги имав на море, ги имавме децава, пред да одиме ми рече, ми се јавам на телефон, рече, да ги припремаме за море, зашто има тој базен дома. Рече, ќе ни донесеш кај мене дома и ќе цртат и ќе се капат за да се спремаме за на море. И имав некои други активности. Тогаш и не можев да ги собирам, имавме други активности и дојде времето за да одиме Албанија. Бевме 3 дена таму во Албанија и дента кога се вративме малце порано од Албанија, така со хотелот таму и кога се вративме им обечев на тие децава дека поради тоа ја еден ден ќе ги носам струга. Да им надокнадам тоа. Добро. И седнавме со Буран во кафе тука, рече Шпенди, тоа што го спомнавме пред да одите во Албанија, дали ќе ги донесеш кај мене дома и после тој му текна, рече, чека, имаме еден симпозиум во Струга. Да, тој правеше тогаш настан таму. Настан, имаше еден симпозиум, Струга 2020, и рече, кога можете да ги собереш да дојдете таму, а ние имавме целта, имавме намера да одиме. И се договоривме 29 беше, за да одиме, и тоа све беше спонтано. И ја ги барав родителите на децава и не им кажав многу информации што ќе се случи во Струга. Како одиме на екскурзија? Као нешто на ќе се шетање, црта, нешто, посета, али да? не да толку детално, зашто подобро е, зашто ќе се радуваат во момент, тоа ќе биде да не се возбудат премногу. Да, и ќе биде поинтересно ќе биде. Зашто кога им даваш све информациите од почеток, малце го знаат све настанува како ќе се држи. Ја им реков малце дека ќе се црта нешто, али не толку. И какво беше чувството? Некако кога стигнавме таму во тој ресторан, седнавме и тие родители, некако гледам као нешто чудно, као да не се толку радосни дека одидовме таму. А не го гледат тој дел што Буран и другите уметници го спремала за овие деца да цртат. И
дојде Боран и тие другите уметници, ми рече, ајде Шпенди, викни ги децава за да одиме таму. Верувате дека кога стигнавме кај тие шафелаите тука што бени, спремни за овие децава, и почнал да црта со бои ова тоа, и толку воеднаш се дигна тоа атмосфера, тоа почнал децава да црта, да пеат. Тоа беше, верувате дека многу интересно, многу беше радосно беше за тие децава. И од тога после некое дете што не дојде во струга, да не ми го земам правото зашто другите деца цртале. Да, апсолутно. И го продолжив тој со цртање овде во Гостиварна галерија. Да. И Се вклучи и фотографот па Осман после Демири. ние кога бевме овде во Гостивар, кај тој Берат Зулбари, да ги довршиме некој што не бе ни ич да прави своја слика. И тогаш ми текнал и фотографии, зашто слично се пиктури. Слики и фотографии скоро слично. И тоа природа слика и тој ќе црта на природа. Да, креативно. Активност. Али верувате дека таму во Струга беа све делава од децава, со помош, со асистент на уметниците. И кога ги довршивме тука, ни текнали тоа, ни дојде на ум дека ќе може да правиме и со слики. И во момент ја го барав професорот Осман Демири, и тој одма прифатил, без да знае што може да се случи, што треба да прави. Рече, било што ќе биде, јас сум за. Нема. За тоа искуство тој рече дека било најискреното творечко искуство, затоа што рече тие дечиња не знаат да лажат, она што го чувствуваат го пренесуваат на тоа што го создаваат. После тие дела се најдоа на аукцијата, каков настан беше тоа? Вие што рековте дека се искрени. Ќе го довршам и тоа што со сликите со настанот. Верувате дека тие се, зашто ги нарекуваме ние ангели, тие се вистински ангели. Што знаете, ангели се тие безгрешни, и овие децаве се безгрешни, овие имаат вистинска љубов. Овие се единствени децава кои што ја осеќа својата туѓата љубов, зашто никогаш тие децава не ти се доближуваат ако само се преправаш дека ги сакаш. Тие го чувствуваат секој човек, дали стварно вистина ги сакат или не ги сакат. И колку пати сме имале некои што сакат да се дружат со тие децава, не им се доближуваат. И затоа тие се искрени. Не чувствуваат енергијата. Многу. Тоа внатрешна енергија го чувствува многу добро. Да. И во врска со фотографиите, го барав јас професорот Осман, не знам, после 2-3 дена некако беше, и тука се собравме баш на амфитеатрот тука, да прават некои слики, да го збогатиме тоа, зашто имавме као намера, као некоја изложба да правиме од тие сликите, има се да го збогатиме тоа и со фотографии. И дојдовме овде пред амфитеатрот и сликавме некои атрактивните места во Гостивар. Пример, Вардарот, црквата, џамијата, друго што имаше, паркот, познатливи места. Да, познати. И пред да го решиме точно што ќе правиме, дали изложба, дали ќе биде некоја анканта, аукција, ова тоа. И ние као здружение формиравме координативно тело, за да биде малце посериозно тоа. И бевме четворица, петина, извини, јас четворица и јас. Петина беше Аги Мустафај, Буран Амети, Зоран Маџовски Гега, Осман Демири. Бевме и од првиот состанок ги деливме обврските кои што треба да прави, и беше нешто интересно, као аукција, беше една аукција. И затоа реков од почеток, кога беше све спонтано, а дојде еден многу добар проект, многу добар настан, што и заврши многу успешно, многу успешно заврши, многу успешно. 95% мислам дека од тие делава се продаени. Целта тоа не беше дали ќе се продават или колку ќе се продават или колку ќе собираме. Целта беше зашто се одржал во Игнација пред 2 дена.
на 30. Таму беа и дечињата, И кои што ги дечињата правеа тие дела. бени поканети граначалниците од трите општини, пратениците од гостивари околината, Личности од јавниот живот, видовме. од бизнес, од и кога почнала аукцијата и децава сега излегоа надвор да видат дали тоа беше целта. Зашто не колку ќе се продава едно дело или не, зашто и реков и од преска дека не е проблем до соберење на средства. Да, до Као материјалното, зужени. туку чувството Колку и чувството на духовното. децава, пример, ќе дојдеше некој, ќе сакаше да го зема ова делото и тоа дете таа се радуваше. Еве ми го купил моето. Се чувствува вредно. Многу, детето многу, во зашто тоа. стварно тоа сликите што се правени од тие деца, стварно со љубов бели. Можда само една линија е направено, а знаеш колку вреди тоа. Што рече професорот Осман Демири, баш тие сликите треба да бидат ставени во најдоброто место во куќата. Зашто тие делава се со Бесценец. полн љубов. Тие слики, фотографии бени сликани, направени, тие цртани со полн љубов. Знаеш колку голема вредност има тие. И кога почнал тоа аукцијата и децава излега надвор, зашто од Игнацијата внатре беше тоа се собравме, а надвор беше изложени тие делава и кога го отворивме така аукција да одат да пишуваат цена, немавме почетна цена. Сакавме секој на себе кој колку ќе мислевме да ставаме прво почетна цена, али се мислевме. Добро да се остава на тој што учествува да се Да, самиот, каже. да. И кога излога тие што ги поканевме за да ги купат тие делава и децава позади нив и гледат, викаш, и едно дете викаше, еве го сака да го продава, сака да го купи моето дело. Знаеш колку бени радосни скокна тука внатре, зашто ги гледа внатре надвор дека сакаат некој да ги купи неговото дело. И тоа е големото чувство што го осетат тие деца во. Веројатно и тебе како човек што се занимава со оваа работа и толку посветува внимание, тоа ти е мотив и поттики понатаму да продолжиш да спроведуваш активности и да ги држиш овие деца, да речеме, они го држат светот, меѓутоа и ти да ги држиш да им помагаш во сето тоа. На крај од разговорот би сакала да упатиш една порака до сите семејства кои што имаат дечиња со посебни потреби од гледна точка на човек кој работи со нив и како татко. Тие родители што имаат такви деца, нема деца со посебни потреби, тие имаат ангели, зборам реално. А ние како гостивачани, тоа недостатокот што го имаат тие децава, ние им исполнуваме тоа. Зашто секој ние као имаме некоја потреба, посебни потреби. Што го полни тоа? Љубовта и вниманието. Ние правиме тоа празнината што го имат тие. Ние тоа им го исполниме, за да видат да се осетат и тие као сите други. Верувате дека од кога постоиме ние тука во Гостивар као здружение, 30-40% се подигнал с феста. Сега луѓето на почеток Може би и повеќе, да. Можда и повеќе. На почеток секој не гледал вака криво дека ние сме со овие децава. Сега верувате дека кога ние поминуваме, сите ни го отварат вратава. И сами се приклучуваат Сами се спонтано приклучуваат. на станите. Никој више не гледат као други. Чудно. Никој више не гледат Гостивар. А тоа мислам дека уште по други градови постои тоа. И нешто за здруженијата што постојат, ја мислам повеќе треба да се занимаваат со условите, со правата, со тие, а не колку ќе имаме ние као родители, колку ќе имаме продобивки, дали држава ќе ни дава плата или колку надоместок што дава државата. Тоа е најмала што не вреди толку. Највише треба ние да се бориме за услови, за правата за тие. Зашто ако јас као родител ќе земам, карикирам, 1000 евра, пак детето ќе го имам затворено дома.
Да, да Што? се вложи повеќе во Во социјализација. социјализацијата. И тоа сега сме се потрудиле ние, овие децава и лицава, зашто ние сме и бевме со лица со посебни потреби бевме наблудувачи. Зашто сме второ здружение во Македонија, акредитирано као здружение за наблудување на избори. И ние као здружение сме се потрудиле да ги вклучиме во секоја сфера на животот. Спорт, култура, образование, во секоја сфера и сме постигнала тоа цел. А има многу да се направи. Со желби за на тамошен успех, јас верувам дека ќе биде така и еве јавно упатување поддршка дека нашата соработка и понатаму ќе продолжи и секогаш имате поддршка медиумска од нас. Фала ви многу од за што вашата треба. страна. Чест ми беше што сме поканени. Ти благодарам. Фала. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Останете со програмата на телевизија КИС и Менада. Поздрав од гостива.